Почитувани гледачи, верували или не, тоа е тоа. Ете, самата слика ви објаснува се. Јас нема што многу да зборувам. Згаснете светло, пуштете го телевизорот до даска, одиме со новото издание на Супер Звезда. Ќе видите нешто невидимо до сега. Почнуваме. Опа, ајде да махнеме. Драги гледачи, добар ден, добре дојавте во новото издание на детската емисија Супер Звезда. Јас сум вашиот водител Дарко Мелковски, кој денеска заедно со моите прекрасни супер звездички ќе ве одведе во една нова спектакуларна авантура. Ова е местото кое што многу пати до сега сме го посетувале, уште во далечната 1998 година. Да, тоа беше годината кога Супер Звезда за прв пат дојде овде и направи една од своите први емисии. По толку многу години денеска повторно се враќаме овде. Дојдовме на местото кое што се вика како? Зоолошка градина, драги гледачи, местото на кое што колку повеќе доаѓаме, толку повеќе не прави да бидеме среќни. Во минатите 2-3 години не само што зоолошката градина стана украс на главниот град, туку стана и гордост на целата наша држава. Затоа денеска повторно се враќаме овде и ќе го искористиме овој прекрасен и убав сончев ден да побегнеме од училишните клупи. Кој побегна од школа да крене два прста да видам брзо? Да, и да дојдеме на едно прекрасно место како што е оваа убава наша зоолошка градина. Еве ни го сонцето кој денеска прекрасно не грее, да му мафнеме и него, бидејќи како што мене ми изгледа, повторно со ова прекрасно сонце имаме можност да се дружиме на пролет. А до тогаш ќе чекаме да ни помине нашата убава прекрасно долга и ладна зима, така ќе се покриваме со кебенце, ќе си јадеме ајварче со сиренце, ќе си гледаме Супер Звезда и ќе се дружиме. Почитувани гледачи, останете со нас во следните 60 минути. Супер Звезда ве води во луда и невидена авантура да откриеме што има ново во Скопската зоолошка градина. 3-4, је! Тргнуваме, ајде по мене! Имаме неверојатен пречек, почитувани гледачи, еве само што дојдовме во зоолошката градина, може да видите таткото и керката, ете и мајката малку понапред. Тоа се берберските овци кои што не пречекаа овдека денеска. Дечки, како ви се допаѓа зоолошката градина, Марко камерија, само да видат вака настани се шармира ги женски да те гледаат. Ти се допаѓа ли? Супер. Од кога не си дојден? Одамна. Одамна. И порано кога си бил ти текнува како беше? Да. Тогаш беше побаво или сега е побаво? Сега е побаво, тогаш беше се беше во изградба. Хаос, лудница Да. беше све, а сега е направено ептен дотерано, многу направено модерно и дури толку убаво што е препорачливо да се посетува 2 пати неделно. Ти, Злато, како си бе, добре си? Да. Зоолошка градина кога последен пат си бил? Или не се сеќаваш? Не сега. Пред повеќе години, да? Сега скоро си била ли овие последни дена?
убаво што имаме вакво прекрасно сонце, па денеска можеме да се дружиме овде и да видиме што е тоа што сме го пропуштиле ние. Ти, Злато, си била во зоолошка градина кога? Пред неколку дена мислам. Пред неколку дена. Како помина, кажи? Супер. Убаво ли е тоа? Да. Колку часа останало? Па некаде околу 2 сата. Некаде околу 2 часа. Почитувани гледачи, јас пред една недела бев овдека и дојдов во зоолошката градина да прошетам мојата мала керкичка. Верувајте дека ептен тешко успеавме да ја убедиме да си заминеме дома. Тоа беше пиштење, плачење, урлање, викање, никако не сакаше да си замине, бидејќи навистина зоолошката градина е прерасната во едно прекрасно место во кое што не само дечињата, туку и возрастните можат да уживаат. Мене ми е посебно драго што денеска имаме можност да бидеме специјални гости овдека и повторно ќе одиме да се дружиме со истиот Чичко со кој што се дружевме минатиот пат. Ајде дечиња да побараме да видиме каде се наоѓа Чичко Јоцо. Чичко Јоцо е главен биолог овдека во зоолошката градина и тој денеска ќе биде наш домаќин. Тргнувајте по мене, одиме во потрага, го бараме Чичко Јоцо. Верували ли не, дојавме на местото каде што се наоѓаат мечките и тука се наоѓаат едни мои драги, мили, прекрасни другарчиња. Ова се дечињата од градинката Петар Пан. Како што имам информација, секојдневно големи групи на дечиња доаѓаат овде во зоолошката градина да се дружат. Еве, денеска тука се моите другарчиња, дечињата од градинката Петар Пан, со кои што ние порано во една прилика се дружевме, имавме можност да видиме гости во таа прекрасна градинка и да видиме како тие го поминуваат своето време таму. А денеска ми е многу драго што со нивните учителки денеска се овдека. Здраво, живо, дали сте добри? Да, добри сме. Уживате ли во зоолошката градина? Да, многу убаво е. Прекрасен ден се погоди денеска. Да. Дечињата овдека нема крај на нивната радост, нели? Да, така е. Многу ми е драго, се одиме да ги видиме мечките. Ајде да видиме шо прави баба Меца, дали е доручкувана, да видиме, почитувани гледачи, и потоа продолжуваме понатаму, одиме во потрага по Чичко Јоцо. Драги гледачи, верували или не, го најдовме Патко Јоцо. Еве, повторно овдека е домаќин во новото издание на Супер Звезда. Јоцо, добро дојде повторно. Здраво, добро утро на вас, на гледачите. Така, и мене ми е драго што ќе имаме можност повторно да се дружиме. Минатиот пат направивме фантастична емисија со една работа, што не успеавме да поминеме ни една четвртина од тоа што го има во зоолошката градина. Колку емисии би можело да снимиме овде? Па можеме да снимиме сигурно 80 емисии за секое животно, колку што имаме видови различни. Серијал да направиме. Зоолошката градина од ден на ден е се поубава. Тоа беше тоа што во почетокот ти го кажав на дечињата и ги поканив сите оние деци родители кои немаат дојдено да видат да дојдат во новиот амбиент на зоолошката градина. И додека сме сега тука во овој момент се гради на таа страна, се гради на таа, се гради и на таа. Што се гради овде? Па моментално најатрактивна е градбата, новото живеалиште за слон и жирафа, кои што ги чекаме да пристигнат во нашата зоолошка градина. Работиме на тој случај и се надеваме дека за скоро време ќе бидат пристигнати тука. Живеалиштето е пред крај, сигурно за недела-две ќе биде завршено. За сега приметив кај жирафата вентилација поставуваат да се извентилира жирафата кога ќе дојде да живее овде, значи да не ќе да си оди од овде. Така, потоа се прави партерот, се уредува, се поставува нови патеки комплетно целиот партер во зоолошката градина. Се работи припрема на патокази и главна карта или мапа на зоолошката градина за посетителите кои ќе дојдат да знаат каде има рептили, каде има зверови, каде има птици, кои што се бунат. Тоа ни е значи во изработка и тоа ќе биде есенна завршено. Потоа се гради нова мајмунара комплетно во некој афрички стил, каде ќе бидат сместени само афрички мајмуни со големи надворешни живеалишта во стилот на некои афрички џунгли таму каде што живеат тие видови на мајмуни и така. Потоа, значи, тендерот е поминат, фирмата која што треба да го работи веќе си ги припрема работите за изградба на живеалиштето за фока и фламинго. Значи, носиме, односно морски лавови, носиме морски лавови и фламинго,
што стварно ќе ја збогати збирката и заинтересираноста на посетителите и децата пред се на зоолошката градина. Со оглед дека толку многу работите, имате толку многу нови активности. Одите ли вие воопшто дома или по цел ден сте овде? Одиме дома од време на време. За викенд понекогаш кога? За викенд, посебно сме тука за викенд, не. Посебно вик има најголем број на посетители. Бројот големи, бројот на посетители е зголемен, драстично во зоолошката градина. Колку посетители сега од прилика доаѓаат преку викенд, така да кажем? Па за викенд се собира некогаш до 12-13 илјади посетители. Јас имав можност да дојдам овде кај еден вторник. Минатиот вторник се сретнавме ние овдека, беше прекрасно времето. Мене ме воодушеви тоа што самата кафетерија која што е веднаш лево од влезот беше преполна со луѓе. Имаше деца, едни скока игра на улашките, беше полно на душиците, беше полно, значи не е само во викенди, дури и другите денови се исполнети. Секој ден се исполнети колку е денот убав, нормално ние зависимо од временските услови. Секогаш имаме посебно овој период, имаме посета на деца од училиштата, организирани посети со нивните наставнички, учителки, професорки и така натака, со кои што работат едукатори, им објаснуваат кој е, кај е, што е, зашто се животните и така натака. Со еден збор, значи, зоолошката станува едно каче каде што може да се едуцира, да се помине 2-3 сати минимум, значи, да седнеш, да се напиеш, да каснеш нешто, да видиш нови животни и така натака. Мене ми е драго што ќе имаме можност денеска да ги запознаеме дечињата од Супер Звезда и нашите гледачи, нивните родители, мајки, татки, баби и дедовци, значи да ги запознаеме со еден голем новитет што дека е неодамна, значи случајно направен кај вас, станува збор за новиот терариум. Да, ние го нарекуваме терариум, затоа што тука се чуваат рептили. Значи рептилите се чуваат во терариуми, каде што може да се направат условите, да се прилагодат такви услови какви што знаете, рептилите се животни кои што се поикилотермни и зависат, нивната температура на телото зависи од температурата на ворешната средина. Така да имаат посебни услови и посебни грејачи за топлина, инфрацрвени лампи и така натака. Терариумот кој што го работевме долго време поради тоа што се бараат специфични услови и е пуштен во употреба, беше донација од општината Аеродром и јавното предпријатие Македонски шуми, со нивни пари беше изградено. Пуштено е во употреба и има огромна посетеност. Во склоп на терариумот влегува и живеалиштето за меркати. Позади нас се наоѓаат малечките и прекрасни меркати кои малку така наликуваат како некои глувчиња, гремлинчиња, нешто измеѓу. Тие се многу интересни животни, многу се динамични и представуваат тоа се цицачи, значи, кои што имаат социализирани животни, живеат во групи кај што може да се види баш сега. Секогаш има еден стражар кој што наблюдува што се случува надвор, а другите околу него си вршат некои своји работи, дејности, играат, бараат храна и така натаму. Супер, значи еве од каде ние имаме копирано. А интересно е што тука се наоѓаат и веб камери, каде што е поставени една табла има со информација дека може да се следи сето ова што меркатите овдека го прават, може во живо дури да се следи и на вашата веб страна која што е zooskopje.com.mk. Во секој време можеме да ги погледнеме? Да, овие може да се погледнат заедно и со нив и гибон од мемуните и тие имаат камери кои што онлайн може да се гледаат во секое време од денот и ноќта. Постојано се уклучени. Ова е донација од фирмата Global Security која што ги донира камерите и ги постави, исто така и интериерот внатре, дел од интериерот го украсуваше со постери и така натаму. Прекрасно место, денеска почитувани гледачи, имаме шанса да видиме повторно гости во зоолошката градина Скопје. Господин Јоцов, сега од овде ќе направиме кратка пауза, потоа се селиме внатре да ги видиме рептилите, да видиме за што станува збор, што е тоа ново што го имате направено. Така, добро, се селиме, деца, спремни сте за посета на терариумот? Ајде, ако сте спремни, тоа 3, 4, тргнуваме. Ајде по нас, драги гледачи.
Нема баш многу светло, но тоа е терариум, мора да е така амбиент овде име направен на самите животни и да се прилагодиме и ние на нивниот амбиент. Што е што го гледаме сега, господин Милца, дека Во склопот на терариумот влегуваат, односно чуваме тука, и чуваме два вида на цицачи, односно примати мајмуни. Едни од нив се овие мали што можете да ги видите сега моментално што одат. Тоа се џуџест мармазет, кој што представува најмалиот вид на мајмун кој што постои на земјината топка. Овие се возрастни индивиди, значи не се млади, толкави растат и буквално може да застанат на показалецот од раката. Многу интересни, динамични, постојано се движат. скокаат, рипа, еве ги со што се хранат најчесто? Овие се хранат, значи, најчесто со, како и останатите, со овошје и зеленчук, најмногу тоа јужно овошје што го викаме, банана, портокал, киви, потоа имаме зеленчук, јаболка и така натаму. Прекрасно, супер, значи уживаат во исти работи во кои што уживаме и ние. Да, тие имаат ова внатрешно живеалиште за во ладните денови, преку зимата, а надвор имаме надворешни живеалишта кои што можат да ги видат посетителите кога ќе дојдат да ги видат од надвор, имате надворешно живеалиште. Има дупка преку која се комуницираат внатре, надвор, еве ги супер. Дупка, грејење, сите тие услови, значи мора да имаат оптимални услови, пошто се понежни мајмуни од другите, затоа се сместени во овој терариум. Така, еве за да имаат, значи, нашите гледачи представа може да видат, ова е, значи, големо колку една обична вазна, овој сад што го гледаме овде, а во едно вакво можат 5 мајмунчиња дори да влезат. Дури и повеќе од 5, да. Значи, неверојатно нешто. Прекрасна работа. Од каде се донесени овој мајмунчиња? Мајмуни заедно со другите, со тамарините, се донесени од зоолошката градина во Барселона. Тие се донација, значи имаме 4 женки од тамарините и 3 мажевци од мармазетите. Можно ли е некогаш да се размножат тие тука кај нас? Па сега додека се еднополни не можат. Кога би донесле, значи, женки од овој вид, што не е во план, секако дека би очекувале помногу потреби. Ајде брзо од Барселона да пуштат некоја женка. Случајот, да. Да имаме и подмладок овде. Ајде да видиме сега што има друго. Одиме понатаму. Можеме да ве упатам кај човекот кој што се грижи за терариумот. Тоа е нашиот колега Сашо. Ајде го побараме батко Сашо, таму ли е, овде ли е? Ево го батко Сашо, да. Ќе ви каже нешто повеќе околу исхраната, нивното како ги храни, што ги храни, дали му е здрав, дали не му е. Околу животните, Околу да. животните, тој долго време, околу 15 години работи со рептилите, со змиите кои што ги имавме во зоолошката градина. Сега и со новите видови имам преку 12 вида на рептили, од змија, игуана, различни видови на уштери и така натака. Еве го Сашо, каде е? Ајде да го запознаеме батко Сашо, здраво, живо. Добар ден, добри ден, дојде во Супер Звезда. Сашо, како си? Јас сум добро, еве, малку работно и така. Многу ми е драго што ќе имаме денеска шанса да се подружиме. Нашите дечиња од Супер Звезда и нивните родители се многу љубопитни да дознаат каков е новиот терариум, што представува, какви све животни имате овде, како ги храните животни. Ајде вака глобално да кажеме прво што се има тука. Па овде има различни видови на рептили, сега да кажеме со еден збор, значи тоа се подразбира дека има доста гуштери, имаме и змии. Сега тука малку спецификата е само се однака што потешка тоа за работа, значи секој животно си баре малце што посебни сега го своји работи. Така да се за храната, дали се хранат, се има животни што се хранат со живи, тоа мислам, со скакулци, со црви, со бувчиња и се малку не така добро со зајчиња, али Тоа е тоа, сепак за исхрана, мора да, на секое животно, да, мора да му се даде соодветната исхрана за да може да остане во овие услови во кои што живее овде. Јас приметувам дека овде на вистина многу топло, на што се должи тоа што е толку топло овде. Значи мора да биде топло, зашто сите животни од дека живеат па во јужните предели, значи па во топлите предели, значи температурата од дека е некаде околу 28 па до 32 што степена, значи и овде мора да е таа температура. Комотно, да, за да биде комотно. И ние се сеќаваме пен комотно, до толку многу комотно што ја почитувани гледачи морам да ја соблечам вентијагава. Ќе се раскомотам овдека, така да ајде да соблечам вентијагата па продолжуваме понатаму. Еве сега почитувани гледачи, јас и батко Саше дојавме на едно специјално место. Батко Саше, кој е овој што сега го снимаме во моментот? Сега како јаде днес и ова секој брадест
Сега змеј. Ево го брадестиот змеј, значи додовме да му дадеме доручек на брадестиот змеј, тој сега јаде скакулец, како што гледате почитувани гледачи. Можеме да му ги вадиме задните нозе на скакулецот, затоа што он има на задните нозе има како едни боцки кои може да го повредат во грлото. Дали е опасен, може ли да касне, гризе ли брадестиот змеј? Гриза, значи може да укаса, меѓутоа не е толку страшно. Не каса многу, значи, ево каса малку. Да, вака ќе ги извадиме нозете. Дали се чуваат вакви брадести змееви, например, дома во како миленијачи ги чуваат? Да, може да се чуваат. Може да се чуваат. И би требало Храната е малку специфична за него. Еве, Имаме таму и специјална храна, како се вика вивикатор, значи кој ни е набавен од Германија, во која ги ставаме ние, например, инсектите, и ги ставаме инсектите, значи тој се вибрира и само се пат како да се живи. Али меѓутоа не го користиме сега, затоа што он вака јаде. Он не јаде многу, он јаде 3 до 4 скакулчиња, са има и таму луѓе, затоа му го одзимат вниманието. Така, да. Да видиме, да. Значи, тука додека се дечињата, се деконцентрира малце брадестиот змеј. Битно сега го најадовме, сега е добро доручкуван и може да продолжи со останатите активности во текот на денот кои што ги има, а тоа му се сончење, уживање, лежење, одмарање, да, има посебни сијалици како што приметува. Температурата е 30,5 степени. После влажноста, значи него му ја представува фактички Австралија, зашто овој дел значи многу топло со многу сув воздух. Сега сме исто како во Австралија, значи кај брадестиот. Значи неговата животна средина која нас е многу битна да му ја направиме за да он се чувствува како дома. Да. Како дома. Одиме понатаму почитувани гледачи да видиме сега каде одиме батко Саша сега. Одиме може се подоле. Подоле да видиме какво чудо ќе излезе овде, да не изеде ова нешто. Леопардов гекон. Леопардов гекон, не еве го геконот, леле, верували не, еве го тука е, драги гледачи, погледнете го. 29,7, што е супер температурата, 14% влажноста. Значи супер е леопардовиот гекон. Они се хранат со брашнасти црви. Еве им ги црвчињата, брашнасти црвчиња, кои што некој што го касне прстот место црвот, али не е многу страшно. Па не е многу страшно. Нема запчи. Тоа е машкиот. Машкиот, значи тука и девојчето, чека. Девојче. Малку за прстот, па малку за црвот. Така, малку за сите, да видиме, леле, колку интересно. Ова не можеше да биде поинтересно, а ова беше многу нежен. Од 7 до 8, значи брашнасти црви, он јаде. Исто може и кај нив да се дават и скакулци, може и штурчиња, значи било какви инсекти кои може да се држат во рака? Па може да се држат и ги фатиме сега. Да се поиграме малку се, значи не се страшни, им ги броите црвите? Па им ги броиме, да не се прејадат случајно. Па да, зашто има случаи кога се прејадат, просто не е добро тоа за него. Не е добро, така, значи мора да внимаваме, а не сме ни премалку, не сме ни премногу. Да. Обично се хранат секој втор ден, значи не секој ден, зашто и во природа они јадат така, да. Еве го моментот кога најадовме машкиов, со малце со црв, малце со прст, битно најаде геконов им давате ли имиња или се уште нема? Се уште нема, затоа што сега ни се нови овие донесени, значи жители. Зашто и тераримото го пуштивме сега, значи набавка треба. Мислам дека има 2 месеца. Така да се уште они се адаптираат на овој просторот. Али мислам дека ќе се биде се во ред, затоа што се трудиме да ги задржиме условите во кои што живеат и во природата. Така, мене ми интересира една работа. Од каде ја наоѓате храната за нив? Каде ги наоѓате овие брашнасти црви со оглед на тоа што ја вакво нешто нигде немам видено тука низ држава наша. Значи овие брашни црви може што се чуваат и самите може што да ги чуваме ние, али меѓутоа овие се набавени, мислам дека од Холандија и ги купуваме во конзерви, значи готова храна. Готова храна за вакви гуштевчиња. Гледуваат тука тоа кај нас, значи овие живеат така што има оние млинови, па за пченка, па за пченица. Така. Да, тука може да се најде. Да, доколку и фактички ова се ларви од едни бумбари кои така. Да. На ваков начин, значи тие се размножуваат и пред да стане бумбар, геково доаѓа и доручкува. Ајде малку да го поиграме. Да видиме како се, леле колку е убав, леле прекрасен, имам пипнато гекон до сега, стварно е многу убав, неверојатно нешто, значи.
прекрасна работа, почитувани гледачи, видете каков е, па сака да бега, ќе побегне. Не тамо, тамо никако. Нека струјата брзо навака да го вратиме значи на место, а сега ни остане уште да го нараниме девојчето. Ајде девојчето да се знаат, да, како што вика батко Јоцо срамежлива, ние девојкава сега. Еве ќе им дадеме сега, значи да касни девојчето, а после одиме понатаму, значи дефинитивно атракција смо да кажем. Уживате ли тука? Уживаме нормално, мислам. Рептилите се нешто посебно. За нив тие имаат карактеристични услови, преска ви спомна се поикилотермни животни, бараат значи многу строги услови и човек кој што се разбира. Значи кој што може да ги работи, змиите да ги фаќа, да ги се бањаат од време на време се да. Еве ќе ви спомне Саша нешто повеќе околу тие работи. Батко Саша, значи тој е експертот да, за... тој е експертот за рептилите, мислам 15 години веќе рептилите ги одгледува, се грижи за нив, да кажем, во зоолошката градина. Ајде да видим, батко Саша, каде дојдовме сега? Сега имаме анаконда. Анаконда? Анаконда. Ау, малку агресивно. Таа е Да бегаме или што да правиме? агресивна доста, не е малку агресивна. Значи многу агресивна. Уште е мала, па не е до толку многу агресивна. Анакондата, пошто знаеме дека живее Јужна Америка, нешто во мочкоришти, затоа амбиентот е таков, значи со повеќе вода, со повеќе треба за да може да се чувствува ошто природно. Се она е јадена, значи сега мирува и спие и затоа е мирна, иначе ќе ни го изедеше камерманов. Сега ќе останевме без камерман, па ќе се сноѓавме некако. сега ние не ја чекаме. така, добро. Само внимаваме, што на водата внимаваме. Да има соодветна температура водата. Да, значи да има вода, значи да има голема влажност на просторот, за да се... Да, тоа е тоа што го сака уствари анакондата, она во влажна средина живее. Ме интересира колку често се храни анакондата. Често се храни, што зависи од тоа што ќе изеде, например. Да. Што е јадена последен пат? Мислам дека јадена пилиња, са малетки еднодневни пилиња, тоа се храни, и значи треба поише време да ги свари, или ако немаме пилиња, тоа се храни со глувчиња, тоа што малетки. Што ќе правите кога ќе ви порасне анаконда со оглед на тоа дека најголемата змија на светот, мислам дека е анаконда, ако не грешам. Анакондава не е анакондата која што е најголема до 12 метри што расте, ова расте малце нешто помалце, значи 4,5 до 5 метри. Така да Максимум така да ние имаме соодветни од кои ќе подпорасне, имаме друг терариум поголем кој се е спремен за нејзе. Така, еве камерата може да фати овде интересен детал, да го покажеме ова. Не треба многу да го пипкаме, бидејќи сепак ова е низината кожа, да? Да. Кога е преслечена анакондата? Има 4 дена. Има 4 дена како што е преслечена. Цела кожа и како се случи вака цела кожа. Значи дека пораснала или? Што фактично тоа ни знакува дека е здрава змијата. Значи дека е здрава, супер, колку прекрасно. И вака си чувате сувенири, значи Си ја собираме, да, си ја собирам. Пошто ова се малецки, тоа почина со тие другите се уште поголеми од тие. Од тие 4 метри што не се Батко Јоцо да покаже да демонстрираме колкава е сега, бидејќи не е ни цела, фали опаша тука. Да. Ја добија значи целата, еве, гледачи, да видите, значи, ако не сте виделе, облека од анаконда. Свекува по едната. Да. Одел од анаконда. Како малецка, ако ќе порасне голема, фактичко шпоретка. Значи на 3-4 месеци. Ајде да направиме кратка пауза, потоа продолжуваме понатаму, драги гледачи, со другите чуда што ги има овде во терариумот, новиот терариум на прекрасната зоолошка градина во Скопје. Еве, сега дојдовме во живеалиштето на славната и позната тарантула. Каква тарантула е ова? Ова тарантула е мексиканската тарантула, сега она е скриена позади тоа за вода што е како. Не може да видиме, ајде сега да се обидеме да ја откриеме. Еве, а тарантулата, почитувани гледачи, ние сега ќе провериме дали има вода. Опасна ли оваа тарантула? Ова тарантула не е толку опасна, значи не е толку опасна, али фактички има како ти кажам таму заби големи, што има големи заби кои може да гризне. да, ова касна пред водата ќе ги смениме. Ајде да
испениме вода на тарантулана, да ја ставиме чиста вода да може да ужива и да пазиме да не гризне со големите зъби. Исто јас како што дознав има влакненца кои што се опасни доколку се вдишат, може да направат алергиска реакција, така да ќе седиме малку понастрана и ќе оставиме тарантулата на раат да си ужива. Ова што го гледате, почитувани гледачи, во моментот е ручекот на оваа тарантула. Една ваква лебарка и е доволна за 20 дена храна, така ли? 20 дена, да. Да, за 20 дена, знаеш. Каде ги наоѓате овие лебарки? Овие лебарки се ги чуваме и ние, си ги размножуваме. Вие ги размножувате, тоа се специјален вид на лебарки. Па да, да. Мислам дека се аргентински лебарки овие. Така, аргентинска лебарка е верувале. Да, тие се големи лебарки кои фактички не е доволно за 20 дена. Една лебарка, 20 дена сме рад. Изела. Така, еве изела. Да, еве лебарката што ја изела, еве другата лебарка што ја изела. Значи пак ги прават кога ќе ги изеде. Значи тоа може да ги отстраниме сега, да, може да ги отстраниме и да оставиме тарантулата. Сега од овдека се селиме каде? Еве сега одиме понатаму, доаѓаме каде батко Саша, овде што имаме? Они се специјални ракавици. Еве го тамо сокриен, да, го видовме тамо сокриен. Специјални ракавици с кои ги користиме за паќање на животни, значи ова се со посебна кожа која не може што не може животното да ја гризне? Да, да ја гризне. Не може да ја прегризе и не може да направи било каква повреда на вработениот. Боли, ама не може. Така, а сега овдека што имаме питон, сега него без ракавици го пипкаме. Ракавиците уште млад, тој е бер. Уште млад, па не треба да му се секира. Питон е овој. Како питон? Што питон е топчест питон се вика. Топчест питон, леле колку е. Или бол питон. Уба. Некаса? Он некаса уште е бебе, не е агресивен. Така да за кога ќе порасне па ќе видиме. Дори плаштите се, а? Се прават тие прегледи дали се добри, дали имаат што некои повреди, дали имаат паразити. Така, значи тоа се редовни контроли кои се прават на животните. Вие Саша секој ден вака си се дружите со животните? Да. Ево го питонче, да го пипнам малце, како питонче, интересно е да секогаш кога ќе се фати змија, секогаш е многу интересно чувството тоа кога ќе се допре змија со оглед дека они се ладнокрвни животни. Вие Сашко кога пат допревте змија? Уште како многу мал, да. Татко ми кога сум одел по треска по тие места, да, и оние водни змии, па да, пошто татко ми не имал страв. И од таму и вие едноставно сте наследиле, значи една таква особина од вашиот татко да немате страв. Без страв, значи сме ги фаќали тие водните, па потоа смокови, оние обични, така да сме после во зоолошка овдека, пошто немаше кој да ги чува змиите уште на времето пред 5-16 години. И јас се нафатив да се ги чувам. И од тога се занимавам само со нив, да ти кажам право. Супер, прекрасно, интересно. Јоцо, вие се плашите ли од? Не се плашам, него можам да дополнам овде да кажам дека овие змии што ги гледаме до сега, како што беше анакондата, па сега и овој питон, топчестиот питон, значи тие спаѓаат во групата на удави. Тоа се змии кои што не користат, значи не се отровни, нема нешто, не можеш да човек да настрада, да речеме, нивното касање, но нивното давење може да доколку се возрастни индивидуи. Може значи да нивното гризнување не би било обично или ништо посебно, имаат уште трослоен ред на зъби кои што може да остават некој, значи, ожилјак на раката, но не се како се вика, опасни по живот. Така не се отровни, значи, колку убаво да си дојдеме овде па да научиме некои работи кои не може да ги научиме на училиште. Дека рептилите јако спаѓаат во редот, значи во пониска класа во животинското царство, сепак тие комуницираат, мислам, со човекот кој што ги одгледува, значи можда кога би пробал ти да ја фатиш, можда тебе би те нападнал. Би било друго. Така. Имаат воспоставена комуникација. Така, значи јас да внимавам, да, ги комуникацијата имаат со Саше, со кого ќе, да, апсолутно. И за секој животно важи. Апсолутно, да. Со кого ќе искомуницираме сега? Сега ќе видиме. Ајде, комуникација да има почитувани гледачи, што се крие овде, верувале или не? Еве, агресивна е денес, да, малку е агресивна.
Ова е пченкарната, Зменива кожа, да. Да, значи ова е пченкарната змија. Кожата таа не е толку лоша колку што сака да се направи, значи не е проблем и да се допре. Ја ваква еднаш ми ставија на врат. Контакт е многу битен, за да со првиот контакт е многу битен. И она кој ќе допре, ќе нема да прави проблем. А после ќе си ужива. Добро, јас вака да ја видам. Еднаш имав можност една ваква пченкарна змија да ми става, да, имав можност. Еве сменетата кожа. Еве ја кожата на пченкарната змија. Еднаш имав можност ваква кај батко Војо во зоовивариум да ми ја стават на врат. И да, такви се интересни се овие пченкарни змии и имаат прекрасна интересна боја. Знам дека не се отровни, дека живеат некаде во Америка, каде? Јужна Америка, од каде ни доаѓа? Америка исто се од Јужна Америка. Може да ја видиме овдека. Боја, да. Прекрасна боја. Да видам, да прашам некој од децава дали сакаат да му ја ставиме на врат или во джеп. Може, нема. Не, значи страшно. Еве супер, вака деца кои доаѓаат овдека во зоолошкава градина, кај вас. Има ли некој вака што би сакале да допрат, да фатат или Има да ти кажем. има ли денови кога Летно време само ги вадам надвор. Па некогаш кога е топло. да, влезе во рака, Подобро да извадам, него да не излезе од овде, да не змија. Така. се перформанси кои јас ги правам. И се тоа е добро, значи самите деца да можат па да видат, па да пипнат. А змија ни се испика секаде кај батко Саше, од кај влезе, од кај ќе излезе змија, еве да видиме од каде излегува. Леле, неверојатна работа. Не се плаши, како да не се плашам, змија. Има една змија ни шета по тераса во една викендица со сопругата што имаме и дали е сега поскок, дали е камењарка, не знаеме, но живее таму кај куќата. Да, Сошко тебе Мене ме викаат, да, и од полиција, и од центарот за патување па со кризи. Да. И онака луѓе што се јавуваат ме викаат мене од цело Скопје за ако се појави змија во двор или во гараж или во куќа. Така. Обично идам јас, не е проблем. Што правиш во тој случај доколку дојде варијанта некој да има некоја змија и да не знае што да прави? Како постапуваш ти понатаму? Фактички зависи што змија се работи. Зависи што змија се работи. Обично правам, кажам, дислокација правам, значи ако ја патам таму, ќе ја пуштам на водно или ќе ја пуштам па на друго место каде што би можело што живее нешто понатаму. Така. Може да ја однесеме на друго место каде што непречено ќе може да продолжи да живее. Колку интересна оваа пченкарнава змија, никако не сака да си седи овдека дома кај што е местото, само сака да шета овде. Интересно и е супер. Да, значи првиот контакт беше само тој малку така кога она се плаши, бидејќи и се смени. Значи мисли дека е плен. Така. Мисли дека е плен, па напаѓа, значи ако ги види после дека не е фактички плен. Да, кој ќе види дека не агресивно, освен на кондата, тоа напаѓа нонстоп. Дали е плен или не е плен? Напаѓа значи нонстоп. Чудо невидено. Добро. Ајде да ја вратиме пченкарната змија сега на место и да ја кажеме фала пријатно до гледање, што беше така фина и прошета ни за ракавот, па излезе не знам од каде. Многу интересен контакт имате вие со змијата. Овие се бебења, Не бебења и ги чуваме, бебења и сега чуваме вакви малецки, зашто ако пуштиме вој големиот ќе се изгуби она. така. Значи не можеме да храниме, ова е млечна змија. Ова е млечна. Да. Интересните змија, ова имаше двојник. Да, која, да. Ова е змија која имаше двојник. Ова не е отровна, таа има иста ваква отровна. Значи Што ова се е разликуваат нешто по шарите. Па по шарата, да, само тоа. Ова е уште бебе. Така. Еве може да видиме, е доста жива. Каква змија е Значи ова. сега матирани се очите. Така. Се матирано очи, значи кожата е матирана. Тоа матирана кожата, значи сега ќе менува кожа, значи тоа. Да, значи тоа е знак дека да. Смени кожата. Да. Што ме матирана. Да. Значи змијата Да, во очите и во бели, кожата. гледаш, очите и се бели, значи сега ќе менува кожата за некој ден. За кратко време. Да. Што каде живе оваа млечна змија, тоа сакам да прашам. Ова млечна змија живе Јужна Америка. Значи Јужна Америка живе, значи исто и треба и неа, значи голема важност и треба само да не ја стиснеме. Да видиме внимателно со оваа млечна змија, бидејќи е бебе. Е направен таков, исто да ја подсетува. Така. Значи уште не е допрен, кој ќе биде голема, ќе се стави голема количината на вода, каде што ќе може да се бања она. Али тоа ќе биде за некој месец. За некој месец, значи ќе може да ужива овдека, а сега и е подготвен терариумот, тој ја чека, а она треба само да расте. Што јаде оваа млечна змија?
Домашна змија, оваа змија јаде тон бебиња глувчиња, значи малецки пакучи, кога се роди и го даме од манези. А не пие млеко како што е име? Не пие млеко како што е млечна змија, да. И со млеком нема никаква. Нема врска, но само името е такво. Браво. Супер, одиме сега понатаму да видиме уште некој од чуда овде. Многу ли чуда имате ви овде како во вашиот терен? Овие се, па имаме доста. Ајде да видиме тука, драги гледачи. Имаме две бебиња. Две бебиња имаме. А овде ќе си играме со две змирчиња. А еве го едното. Леле, каква прекрасна шара има. Ова е нешто неверојатно. Погледнете, драги гледачи. Црно-бела комбинација. Исти ли се овие две змии или различни? Превенќи да видиме ова, значи ова е африканска домашна змија, практички живее. Африканска домашна змија. Еве, ќе каса, ќе скока, ќе рипа, све ќе прави, ама џаби е да каса, џаби нема. Добро, значи да што така, значи тоа е еден добар знак. Значи вака е живакна. Значи треба таква да. Да, значи треба. Брза, рипа, скока, овако, побегне ќе не може да ја фатиме. Фатење нема, значи може и да укаса, али не опасно. Добро. Само мене да не ме касне друга. Да видиме. Ау, каква змија, значи како се викаше оваа змија? Сега змија се вика, сегова змија се вика там африканска домашна змија. Домашна змија. Африканска домашната. Да. Какво откачено име, значи има таа. Дома си ги чуваат најверојатно, па затоа и името. И со што се рани африканската домашна? Што фактички ова се рани што тоа исто што така бебиња глувчиња, да со мали. Да. Прекрасно е, интересно. Се рани ова со бебиња глувчиња, па кога ќе порасне после, значи што пленото се големува. Се дали ќе јадат па пилиња, па вакво глувчиња тоа поголеми. Како расте поголем плен јаде. Така, ова каква змија е сега да ја кажеме? Со оваа змија Ова е отровна, така? Што змија не е отровна змија. И ова не е отровна. Што ова змија не е отровна, што змија се вика кралска змија се вика. Кралска змија, еве кралската змија, почитувани гледачи, погледнете колку е прекрасна, значи стварно е кралска, може да се каже. Каде пипнам малце вака кај опашав, кај главава не пипам. Чекајте да видам вака. Страшно. Да. Ја ми се навитка се околу прстов, ја морам да ја пуштам. Не сум многу позмиеве, освен по таа што ми шета по тераса. Други не. Прекрасна е ова кралска змија. Да. Каде се наоѓаат овие змиеве, најчесто оваа кралска змија? И оваа кралска змија се наоѓа во Јужна Америка, сите се скоро Јужна Америка. Јужна Америка, таму ли се донесени, овие се баш сите не се отровни. Каде успеавте вие како зоолошка градина да ги набавите, да ги најдете? Дали знаеш ти нешто повеќе околу тоа? Па да, ние нешто имаме од нашите змии тука останати од претходниот терариум што беше кај стариот зверовник. Се сеќаваат сигурно гледачите. А дел од змиите значи се набавуваат од меѓусебната соработка помеѓу зоолошките градини. Дел значи од Будимпешта, дел од Холандија, дел од Германија, од Нимберг. Така да од различни зоолошки градини ние доставуваме листа на животни кои што ги бараме. Тие доставуваат листа кои животни кои што им се кои тие ги барат и кои што им се достапни за давање, за размена на некој начин, некогаш ние што имаме повеќе даваме, некогаш тие што имаат повеќе таа размена помеѓу зоолошките градини се одвива со меѓусебен договор за донации и така. Денес баш пишувавте писмо едно за Нирнберг, утрина, исто за некоја размена станува збор? Да, исто, значи фоките, односно морските лавови планираме да видиме колку имаат таму, колку би можеле да ни дадат за понатака слон, жирафа и така натака. Значи во преговори сме со повеќе зоолошки градини, а Нимберг како збратимен град секогаш ни помагал во донација на животни, објекти за изградба на нивни живеалишта и така натака. Да се живи здрави, да ги поздравиме нашите пријатели од Нирнберг. До Нимберг, да, супер. Да благодариме многу бидејќи да не се тие и нивната великодушност во овие ситуации. Навистина нема да можеме да имаме волку видови на животни колку што ги имаме сега. Убаво е тоа што се соработува меѓу зоолошките градини и убаво е тоа што исто вие пружате голема грижа на животните, да не му се секираат кога ги даваат, да знаат дека ги праќаат во еднакви услови како да ги вратиле во природата. Јас сум денеска дефинитивно убеден во тоа. Саше видовме ли се или има уште нешто? Видовме скоро све, тука имаме се што дека таму уште тие лебарките ако сакате да ги може да ги видиме. Ајде почитувани гледачи да видиме лебарките. Овие се значи дел храна, дел ги чуваме за играње. Еве ги. Како може да се волку големошка? Значи
Тоа лебрка е машка, тоа што има крила. Лебрка со крила е машка. Крила е женка. Има некои умрени, што не е проблем, они се раѓаат и умираат, таков им е сатано животниот век брз. Така да ќе ги извадиме ние се. Така што се готови, а живите еве ги сокриени се долу, да ги дзирнеме малку, погледнете ги две гледачи кај се наоѓа. Не е страшно да се пипкаат вака? Не е страшно, само може малку гадно. Да, малку да прошета некоја, добро, да, па. Ги има по тие емисии кои што ги гледаме, нели, Fear Factor и слично, има ги тераат да влегуваат луѓе во аквариуми со вакви, во не знам во што. Може да ги видиме на лице место дека навистина се безопасни, иако така малку незгодно изгледаат, не се многу пријатни вака за гледање. Добри важно. Како храна за рептилите и за вашите животни се прекрасни. Тоа е поради протеините кои што ги содржат во крилата, хитинот и останатите материи. Знаеме лебарките, односно инсектите, дека имаат голема количина на протеини во нивната градба. А рептилите се градат, мислам, основен дел се протеините за нивната раздвиженост, растење и така натака. Ево малку и едукација во оваа емисија. Ние одиме понатаму, драги гледачи, одека направиме кратка пауза, се враќаме во другиот дел, одиме од таа страна да ги видам дечината од Суперзвезда што прават тие и докаде си, како тие се забавуваат. Дечки, дојдов сега по вас да ве прашам како сте. Добри. Да, како се забавувате? Супер. Имате ли денеска едно искуство, вака ново, нешто што секогаш ќе опаметите? Да. Сакате ли пипнете некој од змиите? Да? Кој е расположен да пипне змија? Да, кој сака да пипне змија? Не се плашите, а кој се плаши од змијчиња да видам овде? Имам една женска тука се плаши од змијчиња, јас пипнав една малку тамо кај опашката, кај глава не ми доаѓа некако да ги пипнам. До почитувани гледачи, тоа ќе го направиме во следната емисија. Тука е крај на ова издание на денешното наше дружење во Суперзвезда. Сепак зоолошката градина е премногу интересно место во Отко и Оцо и никогаш овде кога доаѓаме не можеме да останеме и да направиме само една, секогаш мораме да направиме две или повеќе емисии. Така ќе биде и овој пат. Во следната емисија што ќе имаме можност да видиме? Па вака, во следната емисија остана вториот дел од терариумот, кај што не се поголемите змии, поголемите терариуми да ги наречеме, живеалишта за змиите. А нив ќе видиме уште еден вид на мајмуни кои што се доста интересни покрај овие движестите мармазети, матамарини, потоа има игуана, боа, питони два вида и така натаму. Ајде, тоа е почитувани гледачи, останете со нас, ви ветуваме луда и многу интересна емисија, така да се гледаме за 7 дена од сега во новото издание на Суперзвезда. До тогаш бидете живи и здрави, сакајте ги мама и тато и посетете на овде, кога дојдете во зоолошката градина Скопје. Ве чекаме да се забавуваме. Поздрав, чао и до гледање од мене, вашиот водител Дарко Мјалковски, малечките Суперзвезди и Батко Јоцо. Чао, чао, чао.